Како се појавил животот на земјата? Од каде потекнуваме ние луѓето? Или сме донесени на земјата? Нема недостаток на верзии, но никој се уште не добил доволно цврсти докази, за да се претвори од хипотеза во општо прифатена теорија. И во потрага по клучот за вистината, повторно ги насочивме нашите погледи кон небото и свемирот. Дали сме се запрашале некогаш што ако сите ние сме деца на панспермија, или во превод семиња, создадена од вонземјани од други галаксии и светови? Идејата за тоа дека животот не потекнува од земјата, туку е донесен овде од други галаксии, за првпат се појавува стотици години пред модерното време и наука. Дали може токму овие семиња да служеле како извор на живот на земјата? Во 19 век Чарлс Дарвин ги постави темелите на еволутивната доктрина, но тој не ја заборавил и идејата за панспермија или во превод семиња. Дарвин никогаш не се занимавал или пак да истражувал како настанал животот на земјата, бидејќи знаел дека неговата теорија ќе произведе ефект како атомска бомба во научниот свет. Во 1865 година германскиот лекар Херман Еберхард Фридрих Рихтер кажуваше дека првите микроскопски организми биле донесени на земјата од вселената од други вонземски цивилизации. Панспермија или во превод семиња со текот на времето почна да се користи и во научниот свет. Научниците како Лорд Келвин и Сванте Арениус тврдеа дека животот би можел да биде донесен на нашата планета од друга планета или галаксија. Секоја теорија не бара само луѓе од авторитет, туку и докази. Потрагата по докази започна после средината на 20 век. Во 1996 година НАСА објави дека се пронајдени ситни фосилизирани бактерии во метеоритот Алан Хилс 84001, кој пристигнал на нашата планета од Марс, и од тогаш почнаа повторно научниците да се бават со панспермија или во превод семиња и да размислуваат за теоријата за панспермија, но како и секогаш има многу научници кои не се согласуваат со таа теорија, со научниците на НАСА. После тоа многу други научни групи и научници ги објавија нивните наводи и нивните откритија, дека успеале да пронајдат траги од вонземски живот со вонземско потекло во многу фрагменти и метеорити. Еден доказ кој донекаде докажува дека луѓето можеби потекнуваат од друга планета се должи на летот на Аполо 12 на месечината, кога беа откриени на него некои живи организми со вонземско потекло. Една теорија за панспермија укажува дека ширењето на животот низ свемирот не е нужно природен процес и дека некој, а јас мислам и сигурен сум дека тоа е Господ Бог Семоќниот, стои позади тоа и позади создавањето на животот во целиот универзум, а додека да се докаже спротивното останува на нас да читаме меѓу редови. Доколку ви се допадна видеото, ставете еден лайк, еден субскрајб или претплати се, а тоа е бесплатно. За вас може ништо не значи, а за мене значи многу. Доколку сакате видео на некоја тема, пишете во коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.